Од 2026 година нов начин на финансирање на училиштата со цел да се подобри квалитетот на образование. Од 1 јануари следната година основното и средно образование ќе добијат нов начин на финансирање кој ќе се фокусира на нов развој и подобрување на наставата, а не само на покривање на тековните трошоци. Министерката за образование и наука Весна Јаневска најави промени во распределбата на средствата, кои досега во 90% од случаите се користеа за плати и режиски трошоци. За финансирање на основното и средното образование, чија примена започнува од 1 јануари 2026 година. Промената на методологијата за пресметка и распределба на блок дотациите кон општините беше неопходна од причина што постојната не обезбедува ефикасност во финансирањето, тоест во моментов 90% од средствата кои се одвојуваат се користат за исплата на плати и режиски трошоци на училиштата, што е значително над просекот во Европската Унија, каде што тоа изнесува 70%. Блок дотациите растат, но најчесто само за да се покрие растот на платите, но не и за развој на училиштата и за подобрување на квалитетот на наставата. Започнуваме со толку потребна промена за воведување на ефикасно и одржливо финансирање на образовниот систем и искрено очекувам во наредниот период силно влијание врз квалитетот на воспитно-образовниот процес со воведување на новата формула. Со новата формула за финансирање, министерката Јаневска потенцираше дека поразвиените училишта ќе добијат помалку средства, а оние помалку развиените ќе имаат поголема поддршка за развој. Новата формула за финансирање на основното образование има две компоненти, основна и варијабилна. Основната ќе го покрива стандардизираниот трошок по ученик, кој утврдивме дека изнесува 112.747 денари на годишно ниво. Во оваа компонента влегуваат платите и придонесите на вработените, како и нивното стручно усовршување, трошоците за струја, вода, тековно одржување на училиштето, греење, набавка на наставни материјали и слично. Оваа компонента го зема предвид степенот на развој на училиштата, што е пресметан со коефициент од вредност 0,75 до 2,25. Така што поразвиените училишта, се извинувам, добиваат помал, а понеразвиените училишта, согласно пропишаниот норматив за простори и оприма, добиваат поголем износ за да се забрза нивниот развој. Варијабилната компонента ја сочинуваат трошоците за превоз на ученици, поддршка за ученици со посебни образовни потреби, за учениците кои следат настава на турски, босански и српски и за учениците кои следат настава во подрачни училишта. Како што дополнително истакна министерката Јаневска, финансирањето пак за средното образование ќе биде исто, ќе се покрива основниот трошок по ученик со сите компоненти. Овој трошок во средните училишта по ученик изнесува 103.589 денари за целата година.